16 кандидати за градоначалници и 20 на кандидатски листи за членови на градскиот совет. Вака накусот ќе изгледа битката за главниот град на предстојните локални избори. Можете ли да претпоставите колку ќе бидат долги гласачките ливчиња кои на изборите ќе ги добијат граѓаните на Скопје? Гласачите ќе морат да вложат екстра напор за да ги пронајдат своите фаворити за локалната власт во метрополата. Особено оние кои што се наоѓаат во средниот или долниот дел на гласачкото ливче, наменети за вонпарламентарни партии или коалиции или независни кандидати. Партиските и независните кандидати водат битка за прв човек на градот и за 45 советнички места. Меѓу кандидатите за градоначалник на Скопје 13 доаѓаат како предлог на политички партии и коалиции, а тројца се независни кандидати на предлог на група избирачи. Токму за независните кандидатури е врзан еден од куриозитетите на овие локални избори. Ќе ги има во најголем број, како за градоначалници, така и за советници. Државната изборна комисија потврди 119 независни кандидатури на група избирачи, за 28 повеќе од локалните избори во 2021 година, кога биле пријавени 91. Интерес за градоначалници постои и во други општини. Во Прилеп и Стругаќ има 9 кандидати, во Битола 8, во 21 општина ќе има само 2 кандидати за градоначалник. Вкупно во 80 општини и градот Скопје ќе има 309 кандидати за градоначалници, 577 советнички листи и 10.499 кандидати за членови на општинските совети. Меѓу кандидатите има и онакви кои за да станат градоначалник би напуштиле министерска или пратеничка позиција. Некои се кандидираат по 5 пат, а трети кои биле градоначалници сега се на носителски места на советничките листи. Само 10% од кандидатите се жени. Она што ги карактеризира овие избори споредено со оние од 2021 или барем почетокот на предизборниот период е поголемиот фокус и на локалните теми и проблемите кои ги мачат граѓаните, наспроти актуелните теми на државно ниво и проблемите со соседите со кои се бркаше Глас Плюс. Тоа го наметна проблемот со ѓубрето и депониите, особено во главниот град. Дупките на улиците, проблемите со канализациите и водоводните системи и решавањето на другите потешкоти се истакнати како приоритети на оние кои претендираат на локалната власт.